Мајките и децата во Република Македонија, особено мајките и децата од руралните и ромските заедници, односно средини, се соочуваат со низа на проблеми во пристапот до здравствена заштита и превентивни здравствени услуги. Ваквите проблеми ги препознава и наведува Министерството за здравство во својот план за спроведување на проектот насловен како поставување на интегриран систем за здравствена заштита на мајките и децата за подобрување на здравствените исходи во Република Македонија, кој што е финансиран од Кралството Холандија преку грантот ОРИО за инфраструктурен развој и преку средства обезбедени со кредит од Развојната банка на Советот на Европа, во кој што проект Министерството за здравство наведува низа на проблеми за кои што граѓанските организации низа години назад изборуваат. Меѓу тие проблеми се неефикасност во работењето на патронажните служби при обезбедување на услуги на мајките и децата во социоекономски ранливи категории, дисбаланс во обемот на услуги кои што ги обезбедуваат патронажните служби помеѓу семејства кои што живеат во рурални и ромски средини и останати категории на граѓани, недоволен број на посети во ромски средини за време на бременост и попородување. Понатаму, владата на Република Македонија се вели во апликацијата за проектот, преку буџетот на државата обезбедува значително понизок процент на средства за здравство во споредба со земјите од регионот и Европската Унија. Висока стапка на перинатална и доенечка смртност во руралните и ромските средини, односно 25% повеќе од утврдениот просек, несоодветно планирање, буџетирање и имплементација на владините програми за здравствена заштита, недостаток на здравствени информации и статистика, недоволно издвојување на средства за здравствена заштита на мајките и децата, несоодветен и недостиг на мониторинг, несоодветно известување и недоволно обезбедување на услуги од областа на имунизација и домашни посети, и на крај ниската стапка на имунизација во маргинализираните средини, особено во руралните и ромските средини, која што се движи помеѓу 63 и 89% за различни вакцини, што е под стандардите поставени од Светската здравствена организација. За надминување на овој проблем, Министерството за здравство и владата на Република Македонија во 2012 година започнаа со реализација на проект кој што е вреден 18,7 милиони евра, средства обезбедени преку холандскиот грант ОРИО и Банката за развој на Советот на Европа. А за истиот проект во мај 2014 година владата на Република Македонија и Министерството за здравство со новата апликација го зголемија износот за спроведување на активности за надминување на претходно искажаните проблеми за некаде околу 136 милиони евра, од кои што 7,6 милиони евра се обезбедени преку грантот ОРИО, 87 милиони евра се обезбедени со кредит од Банката за развој на Советот на Европа и 50 милиони евра се обезбедени преку буџетот на Република Македонија. Но и покрај тоа што Министерството за здравство пред 4 години ги препознало проблемите и подготвило план за активности за нивно надминување, ромите и останатите маргинализирани заедници и понатаму се соочуваат со низа на проблеми во пристапот до здравствени услуги и здравствена заштита, особено до услуги за унапредување на здравјето на мајките и децата. Понатаму остануваат проблемите во водењето на здравствената статистика и здравствената евиденција и планирање, односно од различни извршители на здравствени услуги. Во нашето искуство покажува дека за еден ист вид на активност, односно за еден ист вид на услуга се добиваат различни податоци, односно различни информации. Процесот на планирање на политиките за унапредување на здравјето на мајките и децата, нивната имплементација и буџетирање и понатаму се значителна слабост на здравствените власти. Тука може да се види, доколку се направи една детална анализа на буџетот на Министерството за здравство, може да се утврди дека за превентивна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија на годишно ниво се издвојуваат некаде во просек 22 милиони денари, што во превод би значило 358.000 евра на годишно ниво, од кои што 10 милиони денари се издвојуваат преку програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата и 12 милиони преку програмата за систематски прегледи на студенти и ученици.
во текот на секоја календарна фискална година во просек се трошат некаде околу 75% од издвоените средства, односно не се троши целокупниот буџет наменет за реализација на овие програми. Односно, за унапредување на здравјето на мајките и децата од централниот буџет се издвојуваат 0,01% од вкупните средства или 0,4% од буџетот на Министерството за здравство. Превентивните програми и воопшто услугите кои што се однесуваат за превентивна здравствена заштита на мајките и децата се предмет на чести измени и особено кратење и намалување. Така, например, во 2014 година буџетот на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца е намален за 2,9 милиони денари. Истото се случи и во 2016 со новите предлог програми, каде што се намалува буџетот за 7,8 милиони денари. Со новиот предлог за измени и дополнување на буџет за 2016 година, повторно се предвидува намалување на средствата за превентивна здравствена заштита, од кои што во некаде во износ од 86 милиони денари, а најголемо намалување има кај програмите за имунизација, односно 10 милиони денари, програмата за систематски прегледи на студенти и ученици 2 милиони денари и исто така, меѓутоа во исто време се зголемуваат средствата кои што се издвојуваат преку програмата за целосно здравствено осигурување на населението, со што се предвидува одредено зголемување на стапката на лица стапката на невработеност во Република Македонија. Да ни каже дали до сега сте имале барања од надлежните да ви објаснат зошто, на што се должат тие кратења, каде се прераспределуваат тие пари, зошто е така? Да, во повеќе, значи ние работиме од 2009 година на ова прашање. Секоја година поставуваме, односно поднесуваме барања за пристап до информација од јавен карактер, во кој што во дел од барањата се бара и објаснување зашто, која е причината за намалување на средствата и каде тие средства кои што се скратени се алоцирани. Меѓутоа до сега никогаш не сме добиле објаснување и одговор. Па најголемиот нашите анализи покажуваат дека со секоја измена најголемо зголемување, односно со секоја измена најголемо зголемување има во капиталните средствата кои што се издвојуваат за капитални инвестиции.